Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. Родителите на загинатите деца во Окочанската дискотека утрово дојдоа пред Институтот за судска медицина во обид да добијат информации од направените обдукции. Резултатите не ги добија, но добија уверување од директорот на судска медицина дека се направени сите потребни анализи кои им се предадени на обвинителите кои го водат судскиот процес, а детално ќе бидат презентирани во судница кога ќе сведочат вештаци од институтот. Денеска не прими директорот Александар Станков, со него разговаравме. Не може он да каже од што како е, мора да се изјаснат на суд. Кој ќе сведочи? Значи денеска не дадовте никакви информации за резултати од... Не, само потврди дека се направени токсиколошки анализи, затоа што ние знаеме дека они не можат да ни кажат од што како е, мора да се изведе на суд. Ние имавме и претходно средба со него, затоа што он сам ни кажува дека тоа влијае на судењето, било што да се изведе како ние да го знаеме пред да го даде он на судот, затоа го поштуваме и имаме поверение во институтот и ќе чекаме рочиштето да дојде со нетрпение да ги слушнеме, да ја слушнеме правата вистина за нашите деца што се починали. Поразговаравме, објаснето им е се што треба до сега да се објасни, како што и претходно дадов изјави, се што е побарано од нас е завршено и сите докази ќе бидат јавно презентирани во текот на судската постапка. А со нови сведочења во големата судница во затворот Идризово во теке ново рочиште за пожарот во Окочанската дискотека. Одиме во живо, колегата Зоран Јаневски го следи денешното судење. Зоран, кој се е предвидено да сведочи денеска? Да, денеска овде во судницата покрај затворот Идризово продолжи судскиот процес против 35 темина обвинети за пожарот во дискотеката Пулс кој што се случи во март минатата година. За денеска е предвидено да сведочат четворица сведоци, а досега до паузата во 11 часот и 30 минути сведочеа вкупно тројца сведоци. Прв на пултот седна Венко Јовановски, кој бил гостин на кобната ноќ на 16 март 2025 година. Рече дека пожарот избувнал околу 2 часот и 30 минути, за кратко време настанал густ чад и силна топлина. Супатил кон единствениот излез и кој што служил и како влез за во објектот, но настанало стампедо. Огромен број луѓе, меѓу кои и тој, останале заглавени на оваа врата. Тој, одговарајќи на прашање од јавното обвинителство, рече дека знаел дека има и заден излез самиот објект, практично го користел околу новата година. Меѓутоа, дали кобната ноќ на 16 март оваа врата била во функција, не знаеше да одговори. Денеска сведочеше и сведокот Мартин Димитров, кој исто така била гостина на кобната ноќ 16 март. Рече дека по избувнување на пожарот кој настанал во 2 часот и 30 минути за кратко време излегол од дискотеката, а како што појасне доколку задоцнел за десетина секунди немало да успее да помине покрај вратата, бидејќи како што рече настанало стампедо. Пред самата пауза сведочеше и Анастасија Илиева, која кажа дека во дискотеката пристигнала околу 12 часот и 30 минути со нејзините малолетни другарки. Купиле билети, меѓутоа никој не проверил дали се тие полнолетни, односно на влезот од дискотеката не им била побарана лична карта. Таа појасни дека по избувнување на огнот ја изгубила свеста, а се разбудила неколку минути подоцна и како што појасни, била извлечена благодарение на луѓето од обезбедувањето во дискотеката, дека оние обвинети кои што седат на овој судски процес се дел од обезбедувањето кои што работеле во дискотеката Пулс. Сведочеа и останатите сведоци рекоа дека тие помагале во извлекување на луѓето.
До самиот крај на денешното судско рочиште предвидено е да сведочи уште еден сведок. Станува збор за вработена во локалната самоуправа на Кочани, па повеќе детали од нејзиниот исказ најавувам за вестите во 16 часот. Зоран Јаневски, јас ти благодарам за овие информации во вестите. Секако детален извештај за денешното судење за пожарот во Кочанската дискотека пренесуваме и во следното информативно издание. Утрово не се одржа јавната седница во Скопска апелација на која требаше да се разгледуваат жалбите на четворицата осудени за убиствата на Вања и Панче. Рочиштето се одложи поради здравствената состојба на Видевски, кој е задржан на лекување во болница. Љупчо Палевски Палчев, Велибор Манев, Боре Видевски и Владко Кешишев се осудени на доживотен затвор за киднапирањата и свирепите убиства на Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски, а бараат укинување на првостепената пресуда и повторување на постапката пред кривичниот суд. Жалба има поднесено и обвинителството, но за ослободителната пресуда за таткото на Вања, Александар Ѓорчевски. Според првостепената пресуда, обвинетите добија по 10 години затвор за грабнувањата, а доживотен затвор за убиствата. Судот утврди дека делата били извршени со намера за изнуда на пари. Неговата здравствена состојба е до толку влошена, што он пред 2 дена се изгубил буквално во притворското одделение на затвор Скопје поради неговите проблеми со бубрегот, бидејќи човекот живее со еден бубрек кој што му е дониран. Континуирано не е лечен во затворските услови затоа што и не може да биде лечен, бидејќи има континуирана потреба од диализа. Он од месец август првпат однесен на лекар дури на ден 17 март оваа година. Јас ќе покушам да обезбедам согласност, меѓутоа овдека проблемот е системски, бидејќи човекот доколку има соодветен болнички третман и има соодветно лекување, он нема да има проблем да присуствува на рочиштата. Моментално обвинетиот е во притвор, меѓутоа притвор е и шутка, притвор е и болнички услови, притвор е и домашен притвор. Во сите други за него е најбитно да добие соодветен болнички третман. Доколку го има тоа, он ќе присуствува, а за согласноста не е проблем, ќе обезбедиме и согласноста. Меѓутоа проблемот е малку поголем од согласноста. Од утре стартува целосната примена на новиот систем за влез и излез од Шенген зоната. Со новиот систем, печатите во пасошите заминуваат во историјата, а на надворешните граници на Европската Унија се воведува нов дигитализиран начин на евиденција и контрола на државјани кои патуваат за краткорочен престој, а се од држави кои не се членки на Унијата, вклучувајќи ја и Македонија. Ова во пракса ќе значи дека ако од утре патувате во земја од Европската Унија, на граничниот премин ќе ви земат отпечаток од прст и ќе ве фотографираат при првиот влез, додека при следните патувања ќе се користи автоматско препознавање. Граѓаните ќе мора да поминат низ процес на регистрација кој може да потрае подолго од вообичаеното и да создаде поголеми редици на граничните премини во почетната фаза од воведување на новиот систем, кој сам ќе пресметува дали се надминати дозволените 90 дена за престој во Шенген зоната. Според податоците на Европската комисија, досега во системот се регистрирани околу 45 милиони патници. Првичните резултати покажуваат дека повеќе од 24.000 лица биле одбиени на границите поради неисполнување на условите за влез, додека над 600 лица биле идентификувани како безбедносен ризик. За побрз проток на границите од Македонското Министерство за внатрешни работи изминатите денови информираа дека граничната полиција во овој период ќе ги стави во функција сите технички и човечки ресурси. До крајот на годината, Унијата го воведува и ETIAS системот, кој предвидува вадење на електронско одобрение за влез во Европската Унија. Одобрението ќе важи 3 години и ќе чини 7 евра, освен за лица под 18 и над 70 години, за кои ќе биде бесплатно. Над 35.000 договори за откуп на тутун се склучени досега, што е значително повеќе во споредба со претходните години. Според министерот за земјоделие, ова е доказ дека расте интересот за откуп на тутун.
Досега на ниво на Македонија се склучиле 35.100 договори за откуп на тутун за површина од 15.110 хектари. За разлика од 2024 има над 5.000 договори плюс, а договорените површини се зголемиле за 2.100 хектари. Според Министерот за земјоделство, ова било доказ дека оваа гранка оди во нагорна линија. Ова е уште еден показател дека интересот за оваа важна култура е голем. Од страна тутунарите препознае заложбата на владата во делот на пласманот, откупот и целата она активност која што се одвива во делот на оваа култура и постигнатата цена. И затоа имаме вакво зголемување во теков на оваа 26-та година. Се надевам дека по завршување на крајниот рок од 9 овој месец ќе ги имаме и финалните бројки. Јас ја кажувам за еден сериозен раст во овие последните 2 години во делот на оваа битна земјоделска култура. Цената заедно со субвенциите за последната реколта беше 500 денари за килограм тутун, а се откупија над 26 милиони килограми. Трипуновски очекува дека оваа реколта може да тежи и до 30 милиони килограми. Па видете, овие 30 над 35.000 договори кои што се подпишани со компаниите кои што сега постојат. Дали интересот постои? Очигледно штом се подпишани постои интересот за нашиот квалитетен тутун. Затоа е зголемена нормално и површината и очекувам дека наредната откупна сезона да биде без проблеми како и претходните две кои што се спроведа. Инаку за новата реколта тутунарите бараат 510 денари за прва, 460 за втора и 400 денари за трета класа, а добиле во најголем дел 435 денари за прва, 370 за втора и 305 денари за трета класа. Борбата ќе продолжи и понатаму со склучување на анекси на договорите пред да започне годинешниот откуп. За Сител Дарко Штарговски. Струмица доби нов парк како дел од стратегијата за зголемување на зелените површини и почист воздух во градот. Паркот чини речиси 400.000 евра, пари обезбедени од Европската унија преку програмата за прекугранична соработка со Република Бугарија. Струмица доби нов парк, втор по големина во општината. Истиот е дел од пошироката стратегија за зголемување на зелените површини, како еден од начините за справување со загадувањето на амбиенталниот воздух и унапредување на урбаната средина. Паркот чини 390.000 евра, се простира на површина од близу 13.000 метри квадратни и представува современ простор за одмор и рекреација. Во рамки на уредувањето засадени се 460 дрвја и декоративни растенија, додека зелените тревни површини зафаќаат речиси 10.000 метри квадратни. Проект кој е уште една потврда дека европските вредности, одржливиот развој и грижата за животната средина се главен приоритет на општина Струмица. Тоа е инвестиција од 390.000 евра. Создаден е парк на површина од 12.712 квадратни метри, со 1.628 метри пешачки патеки од природен травентин, богати тревни површини, централна декоративна жардинерија и внимателно избран хортикултурен концепт. Просторот е опремен со урбана опрема за одмор и рекреација, а целокупното осветлување обезбедено преку модерен LED систем во комбинација со соларни панели, што го прави паркот енергетски ефикасен. Овој простор не е само убав, туку и пример за современо, одржливо и еколошко урбано планирање. За секоја нова зелена површина и со секое одржливо решение, ние ја правиме Струмица оздраво место за живење. Проектот е реализиран во рамки на иницијативата Зелен пулс во прекуграничниот регион, финансирана од Европската унија преку Интерек ИПА програмата за прекугранична соработка со Република Бугарија, како и Министерството за локална самоуправа на Република Македонија. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. Штип е првата општина во Македонија која воведе софистициран систем за евиденција и наплата на паркингот. Преку изградба на нови катни гаражи, градот ќе го зголемува и бројот на паркинг места. Штип е првата општина во Македонија со софистициран и иновативен модел за евиденција и наплата на паркингот со две хибридни возила. Овој модел успешно функционира и дава резултати во соседните држави со зголемување на ефикасноста и функционалноста на службите, но и за воведување на сообраќајен ред и зголемување на безбедноста во градот. Овие возила на многу лесен и едноставен начин ќе ги отчитуваат сообраќајните таблички. Во реално време ќе испраќаат информации на софтверот кој што ќе евидентира кои од возилата се непрописно паркирани
или кои од возилата немаат наплата. Доколку и после второто евидентирање нема наплата, се издава доплатен билет или се поставува блокатор. Со воведувањето на мобилната патрола се зголемува ефикасноста во контролата, се намалува човечкото влијание и целосно се отфрла можноста за непостапување. Веќе делиме опомени со јасни упатства за начинот на наплата, на сите можни начини на наплата на паркирањето, а веќе после една недела, да кажеме, ќе нови возила ќе бидат санкционирани веднаш без исклучоци. Наплатата може да се изврши на повеќе начини, и тоа преку мобилна апликација или веб, преку SMS порака и на постоечките терминали за наплата во тобакоцентрите во Штип. Општината за зголемување на бројот на паркинг места годинава планира изградба на нови катни гаражи и платформи на реката Отиња. За Сител, Трајан Ристовски.